Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист интернист кардиолог, Билјана Караманолевска, доктор на науки, економист, и Билјана Драгичевиќ Пројковска, актерка. Останете со нас до 11 часот. Еве на назад во студиото. Добро утро и уште еднаш од мене, драги гледачи, во овој дел од емисијата. Како што најавив, 5 дами ќе бидеме на оваа маса, но сега за сега сме 4 за жал, затоа што докторката оправдано ни доцни заради густиот сообраќај кој што вообичаено го имаме во овој дел од денот, но за кратко ќе ни се придружи, но затоа другите две прекрасни дами веќе ни се тука и некако полека почнавме да ги разработуваме темите кои што ни беа планирани во текот на емисијата. Да поздравам Бисера, која што исто така е домаќинка денеска со мене. Бисерче, добро утро и за тебе. Добро утро, Милена, и до тебе. Ќе ги поздравам и гледачите. Добро утро до сите вас кои нас следите. Се од рано утрината почна Милена и се придружив јас во овој дел од емисијата. Како што кажа, имаме дами во студиото овој пат и верувам ќе го задржиме вашето внимание се до 11 часот. Така Милена, е. Како те најав Бисерче, како керка да си ми, ама добро. Нека остане тоа че. Така. Билјана Драгичевиќ Пројковска, една од нашите најдобри, најпознати актерки денеска кај нас. Имам благодарност голема. Така, има многу поводи зашто сте тука, но најголемиот повод е наградата која што ја добивте. Ристо Шишков, ви честитам пред се за истата. Јас знам, а знаат и другите дека е заслужена и се надевам дека сте среќна заради тоа. Да, секако. Па наградите се потврда за нашата макотрпна работа на сцена, бидејќи нашата професија е навистина многу тешка и да се добие една таква награда, тоа е најпрестижната наша награда, е навистина најголема среќа. Така е. Ја работевме со Драгана Милошевска представата, Гидионовиот јазол, со Ања Митич, мојата драга колешка од Драмски театар, и мислам дека направивме мало ремек дело кое со години ќе се игра, се надевам, и ќе се памти. Секако наградата е потврда за целокупната работа, за целиот тим, за Драмски театар, и така да се надевам дека ќе има некакво ехо и во другите земји и можеби низ Европа, низ светот, затоа што навистина заслужува да биде видена. Дај Боже, секако да биде наградата така. Шишков е прекрасна награда затоа што е од еден голем талент дадена на други големи таленти кои го следат, така да секако сум среќна. Така. Ќе проговориме и за таа представа, но ќе проговориме и за многу други, за она што следи и ќе го гледаме од вас во иднина. Да поздраваме нашата друга гостинка Билјана Караманолевска, која што е доктор на науки, економист, но и е менаџер и сопственик на детска градинка. Билјана, добро утро и за вас. Како сте? Добро утро. Благодарам на поканата. Фала, супер. Одлично друштво со овие прекрасни дами. Женска екипа, не може да биде лоша. Така, одлично, супер. Фала. Така, и со вас имаме многу убави теми и доктор Маја Шушлевска-Павковска ни пристигна. Добро утро. Добро утро. Добри ли сте? Да. Уживам многу? Да. Каде заглавивте најмногу? Во кој дел? Во Козле. Во Козли. Во Козле, да. Значи таму, ако некој оди некаде сега, нека не поминува од тие улици. Цела стратегија за да се стигне од точка А до точка Б. Затоа рано по сабајле од 7:30 да го фатиме батот, за да стигнеме во Канал 5. Стигне. Инаку доктор Маја е специјалист интернист, кардиолог, со вас имам исто така многу теми, многу важни теми, ќе речам посебно можеби во овој период од годината кога имаме променливо време, од многу високи температури на пониски, врнежи, облачно, многу луѓе се жалат на главоболки и други тегоби. Со какви симптоми доаѓаат најчесто периодов пациентите кај вас? За жал, овие нагли временски промени не се карактеристични само за периодот од нели од сезона во сезона, туку и во самите сезони, нели во летниот период имавме такви турбуленции, да ги наречеме, и секако луѓето реагираат со различни облици на метеоропатски појави, меѓутоа многу често со хипертензивни и хипотензивни состојби, да не ги наречам кризи, со главоболки и мијалги. И нормално со падот на општото расположение. Така што не ни е лесно да го пратиме времено и се чудиме во кој правец ќе оди понатака, со оглед на тоа што не јавуваат дека овие климатски промени се повеќе ќе бидат нестабилни.
Да, верувам дека многу луѓе се јавуваат со тие проблеми, можеби веќе не се ни знае старосна граница, од кога до кога мажи, жени, веќе можеби се испомешано. За мене веќе е нормална појава во праксата и многу често знам да дискриминирам нели за што се работи. И нели вообичаено кога си ги познавам пациентите ги знам, нели тегубите знам како да ги карактеризирам и му лесно ќе охрабрувам да се помират со состојбата, да земат терапија плюс минуси, доколку има услови за пешачење да се раздишат низ градот, меѓутоа како што гледаме сега убави теми. Да. И да чекаме изборите да завршат. А есента исто така претпоставено треба да биде убава, многу обоена. Или очекуваме многу бои. Па да, како е во училиште кога сите нели сме оделе кога ќе требаше да сликаме нели есен, па тоа беа убави бои, живописни бои, жолто, зелено, па планина, па дрва, па реки. Сето тоа навистина изгледа многу убаво и некако најмногу можеше да се нацрта за есен, барем јас така паметам. Но можеби за жал некако ни се губи таа слика, а кога веќе ги споменавме децата, Билјана, ќе продолжам со вас. Вие работите со најмалите, со дечињата кои што одат во градинка, значи имате од јасли па се до тргнување во училиште. Како е да се работи со деца? Предизвикувачки во денешно време или? Нема поубава професија тоа да се работи со деца, значи децата се богатството наше, значи нешто за кое што живееме и кое што е нашата еднина. Предизвикувачки секако, значи ние работиме со буквално дечиња од 2-месечна возраст кои што се премногу мали до предшколска возраст, значи додека да тргнат на училишта. Така да во секој случај предизвикувачки е моментот. Дечињата почнуваат да го градат својот карактер од моментот на нивното раѓање, па го градат полека постепено до поаѓање на училиште, веќе стануваат едни деца кои што може да застанат на свој нозе со своја самодоверба, дечиња кои што веќе се подготвени за да чекорат веќе во училишните клупи. И така. Бисера има керка која што веќе оди во градинка. Колку време оди веќе Бисерче твојата керка во градинка? Па 5 години, уште малку па се спремаме за во училиштето. Сакам се надоврзам со Билјана за каква е соработката со родителите пак. Да се работи, нели прашам Елена со деца како е да се работи со деца, но како е со родители да се работи? Тука може малку потешко да е. Моето дете е најдобро. Така, нели? Најсовршено. Така, комуникацијата со родителите е најважната алка во соработката помеѓу родител и дете. И таа комуникација е најважна за развојот, да кажам, на самото дете. Така да ние имаме многу висока комуникација со родителите и буквално за целокупниот ден како поминал се пренесува на родителот, што е многу важно, да кажам, нели за понатаму да знае родителот како ќе треба да се однесува во текот на денот со сопственото дете. Комуникацијата не се однесува само на пренесување на информации, значи комуникацијата е сведена и на пренесување на фотографии, пренесување на видеа од тоа како поминал денот, но и поттикнување на самите деца самостојно веќе, нели, од кога ќе почнат да зборуваат веќе и од 3 годишна возраст, самостојно да може да пренесуваат дома како поминал денот. Повеќе се насочуваме на моментот на тоа, нели, треба да се насочиме на тоа што децата работеле, отколку на, нели, што јаделе, што пиеле. Но дефинитивно да, работата со деца е многу полесна за разлика од работата со родителот на тоа дете. Така. Добро, веројатно сте имале најразлични ситуации, и убави и неубави. Тоа го има и во училиштата, каде што родителите, нели, некој од нив смета дека нивното дете е најдобро, дека најмногу знае, дека најдобро црта и така натаму, но ако дозна дека не е тоа баш така, па не може да го прифати. Дали сте се соочиле со некоја таква ситуација и како се справувате со тие ситуации? Да, сме се соочиле со таква ситуација и можам да кажам дека се почесто има такви ситуации. Од една страна гледано можеби тоа е во ред, значи да, нели, секој си го вреднува, си го цени своето дете, го почитуваме моментот, нели, дека твоето дете е најдобро, но гледаме да направиме некој баланс помеѓу сето тоа, бидејќи секое дете за нас
сие Подеднакво важно, исто, подеднакво важно. Ние имаме индивидуален пристап кон децата и со тој индивидуален пристап можеме буквално секое дете да го третираме на најразличен начин. Значи секое дете не можеш да го скараш исто, секое дете не можеш да го посочиш и да го насочиш нели исто. Така да тој индивидуален пристап што се има према децата и што треба нели да постои помеѓу воспитувачот и децата е многу битен во нивниот развој, бидејќи едноставно го насочуваш кон она, го гледаш како е самото дете, како се развива и можеш да го насочиш правилно кон тоа. А родителот, како родител, нели, постепено имаш комуникација со него и го насочуваш нели на моментите каде што можеби смета дека е најдобро, а има недостаток во тој дел и слично. Така. Билјана, имате нешто да кажете на темава какви искуства сте имале вие? Како можеби билоите порано, како се враќам во мое време. Не знам дали се согласувате вие останатите, меѓутоа јас имам имам убави спомени од градинка секако, меѓутоа главното е дека ние децата емотивно се врзуваме за домот, ние децата, мислам јас се уште дете. Ние децата се врзуваме за домот и ја бараме онаа топлина што имаме дома да ја имаме и во училиште, во градинка и така натаму. Мислам дека се трга од таму. Така да мислам дека тоа главното што требаше да го имаме, значи таа емоција и љубов ја имавме, но не беше толку застапена. Така да моите, да кажеме, некакви спомени од градинка се пропратени со желбата да си видам дома. Так. Сега, моите деца, како што се пораснати, значи Дарија има 21 година, Антонина 13, значи истата песна ја пеа како мене. Не знам зошто. Иако се поминати 30 години, 28 па 30 мислам дека најверојатно градинките што се приватните градинки претпоставувам дека обрнуваат многу повеќе внимание на таа гостопримливост на децата, претпоставувам, и на развивање на креативноста, така да јас имам пријатели чии деца одат во приватна градинка и велат дека децата не сакаат да се вратат дом. Тоа е па друга контра, дека не сакаат, дека им е толку забавно, како прво одат на различни патувања, посетуваат музеи, посетуваат представи, значи сето тоа не знам каде, што све не се случува, имаат заеднички доручеци, например, со родителите од Сабајле. Баш интересно. Нешто интересно што сега не знам дали се случува тоа кај вас, меѓутоа нешто што онака би ги приближило и децата до градинката, а и родителите се сигурни дека таму каде што ги пратиле своите деца, дека им е интересно. И со самото тоа не сакаат да седат дома, значи тоа е знак. Да, дека им е интересно таму. Да, па тогаш родителите нека се прашаат што прават дома. Така, тоа се две различни контри, мислам. Да, многу е важен оној првиот пристап, да кажам, од воспитувачот према детето, кога ќе почне детето во градинка, значи како ќе го прифати, како ќе нели почнат заеднички да функционираат. Така да, доколку тој момент е лесно прифатлив и добро оди, понатаму се ќе биде многу полесно. Со тоа што тие активности, што се имаат и што ги имаме и што функционираат, се многу важни, бидејќи целосно денот на децата им е исполнет, целосно се со активности, немаат време и простор за останати работи, а прошетките и излетите и екскурзиите се буквално неизбежни, тие не се дел од секојдневието. И после тоа, кога ќе дојдат, може слободно да си легнат и да одмораат. Инаку јас морам да се шегувам си како денот не завршува кога ќе дојдат дома со децата. Да, повелете. Да не е се така, да кажеме, црно во мојот говор. Секако ќе ја поздравам мојата учителка Маре, која ми беше како мајка во градинка. Така да не беше она, можеби ќе беше уште потешко присуството во таа градинка. Во секој случај, децата си го наоѓаат својот пат, меѓутоа зошто да не им направиме да им биде многу весело и убаво. Тоа важи и за училиште и за средно. И јас да се надобрзам. Се сеќавате? Се сеќавам. Тука со марамчи. Не одев многу долго. Градинката беше многу близко до зградата каде што живеев и всушност баба ми не чуваше мене и брат ми, меѓутоа во некој момент
Знам дека имаше некаков здравствен проблем и мораше да ме запишат и родителите решија дека мајка ми и татко ми дека нели подобро е да се социјализирам и додам во градинка. И првиот пристап ние во Магла, меѓутоа сеќавам дека плачев многу. Па меѓушката се изгуби. И она што беше карактеристично е дека ние имавме две негователки, ги памтам по лик, не ги памтам по име. Ја памтам наставничката од основно училиште, Ленча Велјановска, меѓутоа во градинка, кога беше отсутна едната негователка, јас бегав. Зошто? Неподносливо ми беше без, значи би требало најверојатно некаква конекција поврзана за да се осеќам сигурна. И другата негователка беше во ретет и го памтам ликот, меѓутоа беше веројатно поладна. И тогаш, знаете, дисциплината беше, се сеќавате, нели? На прво место беше дисциплината. И во два наврата ми се случи да јас си ја земам таа слобода, бидејќи толку ми беше блиско и на допад. Нели баба ми, можем да прелетам за кратко. И многу добро се сеќам како вториот пат фатете ја. Значи тоа се моменти кои што... Вие се чувствате кај ваша баба? Да. Кај баба. Да, дефинитивно. Меѓутоа, амбиентот кој што им се пружа на децата и нели сите деца се различни, меѓутоа сите деца бараат близина, топлина и сигурност. А градинката, сите тие установи и училиштата треба да ги прави да се чувствуваат безбедни, да им овозможи услови за игра, бидејќи децата всушност се развиваат низ игра. Треба да има дисциплина, нормално, мислам, без дисциплина и настанува хаос и не е возможно да се контролираат нели условите во кои што се одвива наставата, престојот, но нешто што напоменавте на почетокот во однос на тоа моето дете посебно или ни амбициите, еве како мајка на две деца кои исто така направила грешки, нели, бидејќи очекувањата се големи. Син ми има 18 години, ќерка ми има 13 години, нели, поинаку би постапила, многу порелаксирано и затоа еве наставничката мојата Во однос на првото и второто дете зборувате или па да, за двете? Второто за двете. Тогаш порелаксирани сте, тоа јас го викам истрошени сте веќе, нели некои лекции сте ги научиле по односот. Да. Спонтан. Треба да се пружи, треба трпение, нели не преголеми очекувања. Целта е пред се детето да се развие во здрава, слободна личност и да си ги открие своите потенцијали и таленти и да биде нели пред се своја и среќна. Не треба да се оптеретуваат децата уште прерано со курсеви, со талентите тука, нели, ама сето тоа да биде низ игра, многу игра. Бидејќи играта е всушност развој. И ми се допаѓаат ставовите на Ранко Рајовиќ, кој белградскиот доктор, нели, кој што се занимава со неуробихевиорална медицина, во основа е специјалист интернист, меѓутоа во многу настапи го акцентира моментот дека детето треба да биде надвор, во надворешна средина, да го стимулира и мускулите, и мускулниот да скока, да игра, сето тоа се импулси кои моторичките доведуваат до нели развој на централниот нервен систем. Тоа е нешто што ние го имавме, а за жал сведочиме во денешно време дека децата ни се заглавени со телефоните. И нели имам и такво прашање, Бисера. Да, тоа се за докторката, таман може да се надоврзе. Јас сакам со стресот да се надоврзам со докторката, бидејќи не само возрастните, дали и децата, еве споменавте курсеви, одат на фудбал, не знам, дали од преголеми активности можат децата да доживеат стрес и да влија на кардиоваскуларниот систем. Толку многу на кардиоваскуларниот систем не, бидејќи тој е многу флексибилен. Нели, во раст и развој се има огромен капацитет да го поднесе тоа, меѓутоа кога вие го оптеретувате детето, а не му давате шанса да биде релаксирано и нели спонтано да се развива, му создавате оној ментален стрес кој му се создава од друга страна па аверзија према одредени, и доколку не ги тајмингот нели на тие вештини кои треба да ги разви, нормално се понарачка на родителите. Сега јас сметам дека треба, дели, кои се спортови, тенис да игра, на пример, не знам, актуелно, дете ја нема таа физиономија, талент едноставно може да има, ама не сака, нема желба. Се тука кога има таков конфликт, апсолутно е бесмислено да може да му пружите околности во кои што тоа ќе треба да си го најде својот пат по дадена возраст. Меѓутоа дете треба нели да престојува надвор, на отворено, дури одамна се сеќам кога читав многу за развојот на децата, 2 часа треба да биде надвор, во кој интензивно треба да биде физички активен. Дневно да проаѓа минимум 20 километри.
во пешачење и движење, да. Да, значи ние Тоа е сме најидеално всушност, за развојот на децата. Неспособни за тоа. И така се развиваме, така растеме, така мислам децата. Да, и сега може Милена да се надоврзима на она прашање. Да, тоа е обично, тоа дали- сакав само да да, кажам, со првите деца е секогаш така. Првите деца се, значи, ги форсираме апсолутно. Например, по старата ќерка ја форсиравме, не знам, сегде одеше, златно славече, музичко, балет. И во еден момент самата одлучи дека со ништо тоа нема да се занимава. А со втората па не можеме да се убедиме, значи она е посебен карактер и она вели јас ова не. Вторите се секогаш посебни Али сакам да карактери. кажам дека точно е тоа дека не треба да ги форсираат децата. Значи младите родители да се опуштат и да ги пуштат децата да Надвор повеќе. Да, надвор повеќе да се дружат и креативно да си го поминуваат времето. Во право сте. Да читаат. Да читаат. Веројатно е многу важно. Но книга, не преку, нели ги споменавме и телефоните, ќе ги споменеме и другите технологии, паметни часовници носат многу, па да се мери притисок, да се мери пулс. Колку се тоа е потребно, колку тоа помага или одмага или психички притисок создава, не знам. Што мислите за тоа? Па не кај децата, кај возрастните. Јас кај децата не се согласувам да имаат пристап до мобилна телефонија, нечи и такви гаджети електронски, затоа што се плашам од електромагнетно зрачење. Дели децата и треба да бидат во контакт, одговорност треба да развијат према родителите, не вие да го мапирате детето преку GPS. За мене тоа да го следам јас каде е, треба да биде таму свесна во стигнавме одредена возраст, нели што се очекува од него и како треба да се заштити, како треба да се однесува. Во однос на телефоните тоа беше на таква пресија, за ќерка ми толку одложував. Па дури таа спомнува за син ми никога доби на таа возраст. Телефон. Ама нормално тоа според секогаш ќе има. Невидено губење време и дефокусирање од она што треба да биде суштинско за децата. Тоа е таа уштрица, тенокрап по кој газиме сите, има неверојатно непријатен ефект. Социјалните мрежи, нели за децава што се дури не знам кои се TikTok, бидејќи одвлекуваат енергија, создаваат рол модели, нешто што не знам како ќе се изразите вие останатите гости во однос на таа работа, мислам да не биде толку тажна темата, ама нели да ја таргетираме како реален предизвик, во претерано созревање се тера прерано. Да, прерано созревање, следејќи ги посебно тие површни предизвици, модели, нели шминката, изгледот, облеката, нешто што е за 12 годишно дете, 13 годишно, навистина непотребно, па дури несоодветно за неговиот развој, бидејќи треба да се фокусира не само на надворешниот изглед, а надворешниот изглед соодветства нека друга возраст, што сакаме да постигнеме со шминка, облека, накид или симулирање, имитирање на повозрастни особи, додека од друга страна треба да си ги развиеме капацитетите за читање, социализација, за игри, надвор. Ние се сеќаваме на ластикот, нели? Повеќе на жмурки. Да, значи кога ќе те занесе таа езотерија во игра неколку часа, ти всушност си во својот детски свет каде што се циркулира таа убава детска енергија. Или фантазија и креативно размислување. Значи, но нема спас од тоа. И одењето во театар е многу важно. Колку вие сте задоволни од посетата на театрите кај нас? Не сум и деца и возрастни, еве. Само накратко би сакала за ова што го спомнав дека нема спас од мобилни телефони. Нема спас од ништо. Просто еве за некакво продолжение на муабетот дека децата од минатата година, значи Антонина има сега 13 години, од минатата година почнаа да им ги зимаат телефоните за време на трењето на часовите. Да, и тоа го значи до минатата година они ги имаат телефоните апсолутно достапни за време на час. Тоа сакам да кажам дека негде мора некаков стоп да се направи. Нема спас од ова што е моменталната ситуација. Но да има барем контрола. Контролата ја правиме сите. Градинка, училиште, родители. Да, сите заедно, затоа реков дека треба да се осврнеме можеби на други работи кои што се исто така важни, како што е одењето на театар. Театарот, јас сум дел од драмски театар, секако ние ретко создаваме представи за деца, порано тоа било, да кажеме, многу почесто, меѓутоа сега приматот го даваме на театар за деца и младинци, кој
секако се многу редовни во создавање на тој убав детски свет и мислам дека доста деца одат во театар, меѓутоа и организирано, секако. Ние, например, имаме една, да кажеме, тинејдж варијанта на представа Адамс Фемили, каде што можат исто да дојдат родители со деца. Интересно е за сите генерации тоа. Да, за сите генерации, меѓутоа најверојатно треба и училиштата почесто да ги организираат работите, можда 2 пати месечно да одат во театар. Мислам како е со публиката, исто како и за возрастните. Оди одреден дел, одреден процент, другите не одат. Кои што си одат, нели? Често. Многу интересно е за мене што одреден број на луѓе не знаат кај се театрите, па се бунат. Комедија каде што е МОБ, каде што е... ги мешаат кој објект е каде, каде во Карпош? Кој Карпош? Така да кога ќе го слушнеш тоа викаш добро, значи треба повеќе да едуцираме публиката за да дознае кај е театарот и што има и да оди. Да. Има луѓе што едноставно не сакаат да си го трошат времето час и пол седејќи гледајќи озбилна представа. Да, можеби сакаат. Театар комедија секако можеби најпосетен заради својата комичност. Меѓутоа пак зборам тоа е одреден процент на луѓе и деца. Така. Секако и тоа треба да се смени. Така. Децата од најрана возраст буквално треба да посетуваат театарски представи, кина и слично. Еве ние конкретно, значи задолжително еднашка во месецот ги носиме. Деца и младенци обично организираат после 19 часот, па бидејќи салата така е нели помала, можеме да се собереме од сите објекти што ги имаме и да ги однесеме во околу 12-11 часот зависно. Организираат специјално за нас представи. Оние што се нели постојано што ги имаат, ги организираат порано, така да задолжително ги носиме во театар и задолжително имаме театарски да ги наречам представи, тоа се приредби кои што ни се 2 пати годишно, каде што и самите деца ги внесуваме на сцена и може нели они да изиграат некоја песна, да кажат некој рецитал и слично, со што им ја вливаме самодовербата нели на самите деца кои ќе излезат на сцена, да се представат оние, да немаат трема, да не плачат, па кои ќе тргнат нели веќе во училиште, оние секции што ги имаат понатаму да бидат подготвени за нив. Така да таа едукација е многу важна уште од најрана возраст. Уште од 2 години, да кажам, како се децата ги носиме на поточиња, на Златнославече, да следат, да гледат, нели, за да може да понатаму пофино да функционираат во таа област. Инаку има деца што одат во, да кажеме, во приватни градинки кои кога ќе тргнат во прво оделение се шокирани од пристапот и од тоа што ги очекува понатаму. Затоа што биле навикнати во некаков прекрасен свет да се заокружени. Тоа е така, меѓутоа и во училиштата треба да биде тој прекрасен свет пренесен. Така е, но тоа сакам да кажам дека тоа за жал изгледа не постои. Не постои, но треба да го има. Значи, до 4-то оделение децата се деца. Значи, буквално имаат премногу материјал, имаат премногу математика, природни науки. Значи, до 4-то оделение, ја мислам дека самите деца треба да имаат оние основни македонски, музичко, физичко, ликовно, значи да се насочат. Бидејќи тоа најмногу паметно. Кои ги скокаат и некојаш немаат физичко. Физичко, буквално, значи многу ретко во кој училиште има физичко во сала да вежбаат. Значи тоа физичко долги години се одвиваше во училница со ден и ноќ играње. Значи така да сите летно време се игра. Добре, јас во училиштето каде што оди ќерка ми не можам да се пожалам, но знам дека во други е така. Летно време во дворот, нели, додека е топло, но што е кога ама повторно се пуштени на слободна игра, значи не се ограничени, да. Значи мора да имаат они насочени активности, ластикот што го спомнавте пред малку, значи ние задолжително го имаме ластикот кај децата. Значи они знаат да скокаат, знаат да играат сега, можеби нели застапено било тоа во наше време и ќе сме излегли, ќе сме играле со сати, немаат толку концентрација сегашните деца, меѓутоа е застапено и постојано, значи практикуваме некои тие стари игри
да ги воведеме, значи кај децата да може веќе да се развиваат физички. Како доаѓаат новите генерации, све повеќе и повеќе, значи они се застанати во тој дел, значи не знаат самостојно да станат, не знаат да скокнат напред, да се вратат назад, значи е страшна работа да скокнеш нели назад. Да, затоа треба индивидуално, како што кажавте, да се работи со сите деца, да се види кој што како може, до каде може, затоа и постојат и повеќе групи од јасли, што се вели, или од 2 месеци, како што кажавте, па до не знам како ви се подредени, до 2 години, 3, 4, 4, 5, по возраст, според година на раѓање. Веројатно се така. Колку деца има во вашата градинка вкупно? Па ние сме повеќе објекти, така да имаме преку 300 дечиња. Супер. А во една група? Колку е најпрепорачливо да бидат деца? Зависи од возраста. Например, јаслините групи се отприлика по 4 дечиња во група со 2 негователки, оние што се до 12 месеци, оние што се од 12 до 18 месеци се по 5 дечиња во група, исто со 2 негователки. Па како растат се 8, па 10, па 12, кога ќе стигнат предшколска возраст, оне некој максимум што го достигнуваме 5-16 дечиња во група, каде што сосема идеално може да се работи со еден воспитувач и еден неговател. Да, може со секој поединечно да може да се функционира и да се работи. Така. Имаме уште многу теми, некако најмногу се осврнавме на децата, градинките, училиштата, родителството, но имаме уште многу што да зборуваме и за здравјето, секако и за вашите проекти кои што следат, но мора да погледнеме најпрво реклами, а веднаш по рекламите се враќаме назад во студио, секако имаме и фотографии од сите наши гостинки.